Среќна нова година. Од скромен берберски дуќан до место каде што се раѓаат насмевки и се сплотуваат срца, така се опишува салонот на берберот Али Февзи од скопската населба Аеродром. Во духот на новогодишните празници, Али веќе со години влегува во улога на Дедо Мраз и им ја носи магијата на новата година на децата од социјално загрозени семејства. Со новогодишни пакетчиња, топол збор и искрена грижа им овозможува барем за миг да ја почувствуваат радоста што празниците ја носат. Годинава, благодарение на донации од хумани граѓани и општествено одговорни компании, обезбедени се околу 500 новогодишни пакетчиња. Али Февзи вели дека оваа хуманитарна мисија ја започнал со јасна порака. Радоста не смее да биде привилегија. Знаеме дека сега пред нова година е со делење на пакетчиња. До сега стварно многу хумани луѓе се пријавија, што стварно зимаат и од пензија даваат пари и од плата даваат пари. Овие могните луѓе ги чекаме, се надевам дека до крајот на годината ќе покажат хуманост, ќе покажат слуг, ќе донесат барем едно пакетче за децата, зашто видовте дека и самите пред дуќан има од ранлива категорија што не молат за пакетче. Денеска поделивме заедно со госпоѓа Елена и со други хумани луѓе што се пријавија како волонтери, скоро 400-500 пакети. Берберот апелира ваквите иницијативи да прераснат во традиција и да се прошират низ целата земја. Според него, секој може да придонесе, без разлика дали донацијата е мала или голема, затоа што секоја помош значи искра радост во детските очи. Една госпоѓа Сонја ни донираше памперси за деца и влажни марами за деца. Имавме бебиња со 3-месечно бебе, да не го остави дома, мора да дојде он со мајка и со татко му. Тоа ме воодушеви многу. А од 2020 до сега од 300 пакети додовме до 2000, од концете до 2000 пакети да обезбедиме. До сега над 1000 и нешто пакети дониравме. Бевме ваши деца со препречено што се во државна болница, таму однесовме над 100 пакети. Во акцијата Новогодишна магија, десна рака на Али Февзи е Елена Андреевска. Соработка со него започнала сосема случајно, а прераснала во силно хуманитарно партнерство. Нејзиното животно мото е дека хуманоста е заразна, во најпозитивната смисла на зборот. Онака една драга случка, така да кажем, кога идевме од дневни центар и тие деца кои им однесовме пакетчиња трчат онака по мене и ми дават тие некои работи кои што ги имат направено, нацртано. И толку беа благодарни за тоа што ние дојдовме тамо, толку среќни. И кога им кажав дека пак ќе дојдеме да им донесеме тоа што им е потребно, они почна да пеат, да рецитират песнички и тие ги земев цртежи нивни што ми ги подарија и ги ставив дома, онака ги закачив како најголема благодарница, како еден голем успех кој до сега имам направено, тоа ми е онака како медал. Берберскиот дуќан на Али Февзи крие и богата семејна историја. Занаетот го наследил од неговиот татко и дедо, продолжувајќи традиција долга повеќе децении. Денес, освен како мајстор на ножиците и машинката, Али Февзи е препознатлив и како символ на хуманост. Човек од својот дуќан создаде место каде што празничниот дух живее во текот на целата година.